konačno ke ja sakam Gorkaja svoja Skoplje kaže mi. Кинотека на Македонија одбележа значаен јубилеј 50 години од своето постоење, потсетувајќи на својата улога во зачувувањето и промоцијата на филмското наследство. Институцијата е формирана пред половина век со цел да прибира, обработува, заштитува и презентира филмови и филмски материјали од особено уметничко, културно, научно и историско значење. По повод јубилејот, раководството на Кинотека му врачи благодарница на градоначалникот на општина Карпош Сотир Лукровски за долгогодишна соработка и поддршка. Во своето обраќање, Лукровски истакна дека партнерството меѓу Кинотеката и општина Карпош има големо значење, особено поради заедничката посветеност кон развојот на културата на локално ниво. Тој најави дека соработката ќе продолжи и ќе се интензивира, особено во година кога и општина Карпош одбележува 50 години од своето постоење. Јубилејот беше искористен и како потсетник на значењето на Кинотеката како чувар на националната филмска меморија. Општина Илинден продолжува со инвестиции во спортската инфраструктура, при што во спортскиот комплекс Драго Маневски беше промовирана нова текбол маса. Од општината информираат дека воведувањето на текбол како современа и се попопуларна спортска дисциплина ќе овозможи учениците и младите да ја подобрат координацијата, концентрацијата и тимската работа, како и да го зајакнат спортскиот дух. Со оваа инвестиција Илинден станува првото училиште во државата кое располага со ваков тип на спортска опрема, што представува значаен исчекор во развојот на образовно-спортскиот сегмент. На настанот присуствуваа градоначалникот на општина Илинден Александар Георгиевски, представници од Јадранската текбол лига, компанијата Тримакс, директори на училиштата и бројни ученици. Градоначалникот Георгиевски истакна дека ваквите проекти придонесуваат за создавање современи услови за младите и нивно насочување кон здрав начин на живот. Од општина Илинден посочуваат дека активноста е дел од пошироките напори за унапредување на спортот, рекреацијата и создавање услови за правилен развој на младите генерации. Градоначалникот на Скопје Орце Георгиевски најави почеток на финалната фаза од проектот за поврзување на мостот Љубљанска со улицата Скупи, со што ќе се воспостави нова сообраќајна врска преку реката Вардар. Тој посочи дека станува збор за долгогодишен проект кој конечно влегува во завршница, нагласувајќи дека реализацијата е резултат на заложбите за решавање на инфраструктурните проблеми во градот. Довербата што ја добив од граѓаните е обврска да се работи, да се решаваат проблемите што со години стоеле заглавени. Овој важен мост конечно ќе биде ставен во функција, истакна Георгиевски. Со завршувањето на проектот се очекува значително подобрување на сообраќајната поврзаност меѓу северниот и западниот дел на Скопје. Според најавите, граѓаните ќе добијат побрз и побезбеден пристап до населбите Злокуќани и Бардовци, како и до индустријската зона, додека воедно ќе се намали сообраќајниот метеж на булеварите Партизански Удреди и Линденска. Проектот се смета за еден од поклучните инфраструктурни зафати во главниот град кој треба да придонесе за поефикасен сообраќај и подобар квалитет на живот на граѓаните. Градските власти најавија засилени мерки за спречување на повторно користење на поранешната депонија Вардариште, откако биле забележани нови случаи на носење отпад на оваа локација. Како што информираат од граѓанската иницијатива Стоп за Вардариште, приодите до депонијата ќе бидат блокирани со ровови, а во близина на јавното претпријатие Лајка ќе се постави заштитна ограда. Дополнително, по 1 мај се очекува засилен теренски надзор од инспекторите со 24 часовни патроли и поставување нови камери за следење на состојбата. Овие мерки доаѓаат по последниот инцидент со палење на депонијата на 15 април, што повторно ја отвори загриженоста за загадувањето во овој дел од градот. Од иницијативата посочуваат дека веќе се направени подготовки за почеток на процесот на одгасување на депонијата, кој се очекува да започне најдоцна до август. Во рамки на подготовките ископани се 2 бунари за земање мостри кои се испратени на анализа во акредитирана лабораторија при Универзитетот Гоце Делчев. Резултатите ќе бидат јавно објавени.
Според најавите, во првата фаза ќе бидат изведени вкупно 22 бунари за мерење на количеството газ, пошто ќе се одлучува за понатамошните чекори. Од СТОП за Вардари што нагласуваат дека е потребен континуиран институционален ангажман и превентивни мерки, а не само реакција по инцидентите. Тие додаваат дека повторно е активиран и телефонскиот број за пријавување до инспекторатот. Најавуваат дека ќе останат активни, не исклучувајќи нови блокади доколку состојбата не се подобри. Основното јавно обвинителство Скопје поведе истражна постапка против 49-годишно лице осомничено за неовластено производство и пуштење во промет наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори. Според соопштението, случајот е откриен по претрес во подрумска просторија во скопската населба Аеродром, која ја користел осомничениот. При претресот полициските службеници пронашле марихуана, амфетамин и метадон, како и други предмети поврзани со илегална трговија со дрога. Конкретно биле запленети 108,61 грам марихуана, 66,9 грама амфетамин и 210,5 милилитри метадон. Покрај дрогата, пронајдени се и парични средства за кои постои сомневање дека потекнуваат од нелегална продажба, како и 2 дигитални ваги со траги од различни наркотични супстанции. Од обвинителството информираа дека јавниот обвинител доставил предлог до Основниот кривичен суд Скопје за определување мерка притвор. Како причини се наведуваат опасност од бегство и ризик осомничениот да продолжи со вршење на истото кривично дело. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расу тесни.